По 5,5 часа на распит во обвинителството, Артан Груби вечерва беше спроведен во кривичниот суд, каде што продолжуваат правните процедури, откако по 14 месеци бегство, тој изутринава се појави на граничниот премин Блаце, каде што беше и уапсен. Пред судот е Игор Манасиевски, во живо го вклучуваме и во овие вести, па Игор повели да ги чуеме деталите, што побара од обвинителството и до кога ќе трае постапката таму во судот. Така, Борче, до кога ќе трае постапката, се уште не е познато. Најверојатно за кратко ќе се знае исходот од она што веќе се наслутува по контурите на ситуацијата. Може да се констатира дека исходот најверојатно ќе биде куќен притвор за Артан Груби. Имено јавното обвинителство после 5-6 часа распит пред неполн час некаде лиферуваше соопштение во кое што соопштение тие известуваат дека како јавно обвинителство побарале мерка притвор за Артан Груби и мерки на предпазливост, односно одземање на патните исправи, со оглед на тоа дека тој самиот се пријавил, после 14 месеци самиот се пријавил, утринава, се предал на властите, соработувал со органите на прогонот, велат дека се уште има голем дел од списите во кои што треба да се прави увид во наредните денови, тој изразил подготвеност дека ќе соработува и дека била загрозена неговата личност била загрозена имало индиции за загрозување на неговата безбедност во притворот. Сите овие работи како мерка обвинителството побарало куќен притвор да се замени. Предлагам да го погледнеме кусо соопштението кое што го лиферуваше јавното обвинителство. По однос на мерките за обезбедување на присуство на второ осомничениот во понатомошниот тек на постапката, основното јавно обвинителство Скопје предложи замена на мерката притвор со мерка куќен притвор и одземање на патна исправа. Имајќи го во предвид фактот во најголем дел се обезбедени доказите во текот на постапката, дека истиот доброволно се пријавил на органите на прогонот, како и дека постојат индиции дека во притворското одделение не може да се гарантира неговата лична безбедност, кои индиции се подкрепени со известување од надлежните органи. Исто така, индициите за загрозената безбедност се однесуваат и на членовите на неговото семејство. Така ни оставнуваме пред судот да го следиме конечниот збор на судот, но пред малку од судот одговорните лица за односи со јавност брифираа дека вообичаена пракса на судот во вакви случаи е судот да не носи построга мерка од она што ја побарала обвинителство. Може да донесе поблага мерка, но тоа треба по однос на жалби, а построга вообичаено не се носи. Со оглед на тоа, ако се земе според последното брифирање, се поизвестно е дека судот се очекува да ја донесе конечната одлука да биде замена на ефективниот притвор со куќен притвор за Артан Груби. Така, Игор, ти благодарам за информациите. Ја очекуваме и официјалната одлука на судот.